Иванов ќе ги аболицира сите обвинети со бомбите и ќе поднесе оставка, тврди лидерот на Народно движење за Македонија Јанко Бачев во гостување во емисијата Што мисли народот во ТВ Стар. За ваквите тврдења Бачев се повика на добро упатени извори од кабинетот на председателот. Поред наши сознанија, Иванов веќе бил при крај со размислувањето да донесе одлука за аболиција на Никола Груевски и групата околу него што против кои се водат кривични постапки во судот во Скопје, да ги аболицира и во таков и веднаш да си даде оставка, бидејќи не сакал да биде изложен повторно на притисок од странците како што беше кога ја даваше аболицијата пред 2 години. Да не може да ја повлече аболицијата. Да може да повлече пред 2 години кога даде аболиција и во врска со мандатот кога му даваше на Заев, сите се сеќаваме дека каубојци од Америка Хојти му влегуваше во председателска резиденција во Водно насилно и го премисли. Ваквото евентуално сценарио, според Бачев, е вовед во предвремен председателски, но и парламентарни избори. Значи, можните варијанти се да бидат да има избори во март наредната година или предвремени председателски избори, а ние денеска предложивме заедно со председателските избори кога да се одржат председателски да има и парламентарни избори, бидејќи ајде на избори да се соочиме со народот, па народот нека одлучи која опција ќе ја прифати. Инаку, редовниот мандат на председателот Ѓорѓе Иванов истекува во март наредната година, а веќе известно време се шпекулира дека заедно со нив во пакет ќе се одржат и предвремени парламентарни избори, нешто што актуелната власт го демантира. Сепак, за во мај ВМРО ДПМНЕ најавува масовни протести на кои едно од барањата се најава дека ќе бидат и избори. Колку ова сценарио на Бачев е реално и дали на вистина Македонија повторно ќе оди на предвремени избори е прашање чиј одговор ќе го дадат збиднувањата во периодот што следи.